Кое е вашето решение за Вардариште? Прво мора да се расчисти теренот и да се огради и да имате 24/7 надзор, за да не може да има пристап на поединци кои што ќе доаѓаат и повторно ќе депонираат ѓубре или евентуално да го запалуваат. Таму каде што се врши претовар, тој дел мора да остане до време кога ќе се инвестира сериозни средства ќе се инвестираат во Вардариште да биде таа претоварна станица по европски стандарди. И тоа не значи само претовар од помал камион во поголем. Тоа значи дека таму ќе има систем и на селекција и на реупотреба на ѓубрето. Меѓутоа, она што е бидејќи поголем, неколку хектари е просторот. Вие морате да го расчистите и да го оградите како не би имало пристапи, како не би имало повторно вакви немили настани како што има, за да биде загаден воздухот и тоа најмногу да го сеќаат граѓаните на аеродроми на Газибаба, впрочем и на цело Скопје, бидејќи воздухот не познава граници. Согласно сите стратешки документи кои што се направени во државата, Вардариште треба да биде претоварна станица за Скопскиот регион. Значи, не депонија, туку претоварна станица. Меѓутоа, што е битно за да се реши во иднина и проблемот на Вардариште? Да почнеме со селекција на отпадот. Ако ние го селектираме отпадот уште од домакинствата, им обезбедиме на граѓаните опрема за селекција, тоа значи соодветни канти, контейнери, меѓутоа и камиони кои што ќе го подигнуваат селектираниот отпад. Вие автоматски количините на отпад ќе ги намалите можеби и за 50% во првиот период. И тоа значи и во процесот на собирање и транспорт на отпадот од домакинствата преку Вардариште до Дрисла, количината на отпад вас значително ќе ви се намали. Така да тие се паралелни акции кои што мора да се одвиваат. Значи, прво да се расчисти Вардариште, првично зборувам за, со механизација, обично тоа е опрема со багери, да нема пристап, тоа значи да обезбедите заштита, а паралелно да почнете со еден систем кој што ќе ги намали количините на отпад и нема да вршат притисок ниту на Вардариште, ниту на Дрисла. Добро, тука